Градоначалниците од Југоистокот ја утврдија конечната листа за финансирање на проекти од програмата за регионален рамномерен развој. Станува збор за предлозите кои произлегува од регионалниот форум, каде представници од Југоистокот разработуваа идеи и ги приоритизираа концептите предложени за реализација во Југоистокот. На предновогодишната седница во Радовиш, Советот за развој на Југоисточниот плански регион ја изготви годишната листа, при што фокус даде на заштитата на животната средина, односно проектот Превземи Чекор заштитија животната средина. Како втор на листата се најде подобрување на енергетската ефикасност на јавните објекти во Југоистокот, а како трет Југоисточниот регион можност за нови туристички авантури. За експертот Тихомир Петковски сите проекти се изводливи во Југоистокот со оглед на стратегијата кој што има овој регион. Од тагол на надворешен експерт во овој домен на анализи се прави една процена за тоа колку секој од предложените концепти од општините се поклопува со стратешките приоритети за развој на Југоисточниот плански регион. Прелиминарната анализа покажува дека овој регион значајно се фокусира на стратешките приоритети, континуирано цели кон понатамошен развој и подобрување на сите економско-општествени услови во регионот и детално е насочен кон регионална соработка на секоја поединечна општина во регионот. Значи, добивме проекти кои што се издржани, стабилни, кои што наидуваат на соработка и помеѓу општините и помеѓу целиот регион и се фокусирани кон различни гранки. Имаме туризам, заштита на животна средина, подобрени економски услови на економските оператори и инфраструктурна поврзаност. Од овој аспект или од оваа гледна точка, мислам дека сите предложени проекти ќе најдат на процена за позитивна економска исплатливост. Во усвоените проекти вклучени се повеќе општини од Југоистокот, како што соопшти од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. За реализација на проектите од Бирото за регионален рамномерен развој се очекуваат 46 милиони денари. Во наредниот период детално ќе се разработуваат проектите, а со добивањето на парите ќе отпочне нивната реализација, која се очекува при крајот на оваа или почетокот на идната година.